Добро утро и од мене, почитувани граѓани. Еве веќе 7-18 часа разговараме на седница каде што точка на дневен ред е решавање на спорот помеѓу владата на Република Македонија и Макпетрол по пат на спогодба кое што не е во надлежност на Собранието на Република Македонија. Односно, сакам да кажам дека според деловникот за работа на Собранието во член 188 во став 1 стои, односно се вели, дека Собранието врши ратификација на меѓународни договори со закон. Овдека не станува збор за ратификација на меѓународен договор со закон, туку станува збор за спор помеѓу правни лица кои што стопанисуваат на територија на Република Македонија. Се поставува прашање, ако се впуштиме во оваква озаконување на оваков криминален акт, дали нема да се доведеме во прашање во иднина да други правни лица, две правни лица, својот спор да го барат овдека во Собранието, односно пратениците во Републичкиот парламент да го решаваат нивниот спор. Или, еве да кажам, дали може двајца пратеници да побараат да го решат нивниот спор, кој што би го имале, пример, јас и господинот Мицески, да побараме да го реше спорот Собранието на Република Македонија. Со ова вршите директно кршење, а воедно и непочитување за деловникот за работа. Непочитување на законодавниот дом, бидејќи спогодбата, пак ќе кажам, не представува меѓународен договор кој треба да биде ратификуван од Собранието на Република Македонија. Тоа не значи дека ако имате мнозинство, ви дава право да правите невиден криминал и зулуми на националните и државни интереси. Зошто го велам ова? Со овој закон се законува еден невиден криминал од страна на владата, бидејќи со истиот тој закон се остава слободен пат на МЕР да плати фантастични скоро 33 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија на Макпетрол. Ова е невиден преседан, криминал од светски рамки. Но да појаснам, според ревизорската куќа, гасоводот на кој владата врши откуп чини 36 милиони евра, што значи дека една акција чини околу нешто повеќе од 18 милиони евра, а Зоран Заев договорил наместо 18 милиони евра да му плати 32 милиони евра на Макпетрол. Сега, изградбата и располагањето со гасоводниот систем и гасификацијата во Република Македонија е од огромно значење и представува огромна капитална инвестиција, а истата на средно и долгорочен план е од круцијално значење и носи огромни придобивки во совкупниот развој на Република Македонија. Но дали е ова така за мрежа стара 26 години, каде што стручните лица укажуваат дека гасификационата мрежа има просечен век на траење од 30 години? Дали треба за мрежа стара 26 години да биде процената на 65 милиони евра? Ова сега што го зборуваме веќе 20 часа колегите пратеници од ВМРО ДПМН. За жал, колегите од власта не ни се обидуваат ова да го демонтираат. Ова проценка ја направила Бирото за судски вештачења, што е уште една небулоза, затоа што Бирото за судски вештачења нема надлежност да врши проценка на капитал во вакви случаи. Во вакви случаи потребно е да се ангажира проценител од областа на капиталот, ревизорска куќа, каде што пред малку ја спомнав во нејзиниот извештај. Неспорно е дека треба да се изнајде решение и да се реши овој спор. Проблемот е во тоа што во моментов владата на Република Македонија и Макпетрол се акционери во деловниот субјект Гама АД Скопје, што представува сериозен проблем бидејќи со законот за енергетика предвидено е да се изврши собственичко раздвојување на операторот на системот за пренос на природен газ. Тоа значи дека субјект ќе нема право во исто време да ја врши дејноста оператор на системот за пренос на природниот газ и дејноста трговија и снабдување со природен газ.
Проблемот е во тоа што деценискиот спор кој се води помеѓу владата на Република Македонија и Мак Петрол на овој начин со оваа спогодба се решава на штета на Република Македонија и на буџетот на Република Македонија. Со оваа спогодба ќе се исплатат 33 милиони евра вредност сума на Мак Петрол. Пари на граѓаните. Но да видиме како дошла оваа спогодба овдека во собранието. Имено, преки на оваа судска постапка, кој е децениски спор помеѓу владата на Република Македонија и Мак Петрол, се предлага од причина што бил склучен меморандум за разбирање во Виена, далеку од очите на јавноста, во почетокот на ноември во 2019 година, помеѓу владата на Република Македонија и Мак Петрол, и тоа од страна на Кочо Анџушев во присуство на Крешник Бектеши. За сета оваа работа во ниеден момент не било известено Државното правобранителство на Република Македонија, а требало и морало. Се поставува прашање, кој го постил Кочо Анџушев да потпише ваков меморандум за преки на судската постапка на штета на државата. Сега, после потпишувањето на овој меморандум, започнува друга приказна. На некој од владата му текнало дека сепак за оваа работа треба да се произјасни и државен правобранител, бидејќи тоа е органот кој што ја шлити државата. И затоа, на седница на влада, Генералниот секретаријат на владата го задолжува државниот правобранител во рок од 3 дена, по скратена постапка, како што и ги носите законите и во овој момент, овде во собранието, го задолжила во рок од 3 дена да ја потпише спогодбата. Државниот правобранител на Република Македонија со допис му укажуваат дека владата нема правен основ за пренесување на надлежноста, тоест овластувањата на раководење и ставување од влада на државниот правобранител на Република Македонија и посочува, односно укажува дека оваа спогодба, внимавајте, треба да ја потпише председателот на владата или во негово отсуство неговиот потпредседател. Второ, оваа спогодба, ова вели државниот правобранител во нивната корреспонденција, влада државен правобранител. Оваа спогодба сметаме дека е штетна и спротивна на имотните интереси на Република Македонија и истата не треба да биде потпишана. И сега, после долг пат, истата таа спогодба доаѓа овде во собранието. Значи, председателот на владата на Република Македонија, Зоран Заев, не ја потпишува, бидејќи знае дека ќе одговара. Државниот правобранител на Република Македонија во никој случај не смее, и тоа го прави, не ја потпишува. Ама затоа, почитувани граѓани на Република Македонија, од овде, од оваа говорница, во овие утрински часови, ви укажувам дека пратениците од мнозинството, од власта, се тука за да ја потпишат. Истата оваа криминална спогодба и да го аминуваат овој невиден криминал кој што го предлагаат Зоран Заев и неговите соработници. Власта сака на мала врата, без доволно информација и консултација со јавноста, да се изгласа закон со кој ќе му се признае на Мак Петрол собственост од 50% во гасоводот во Македонија. И истиот да му се плати по нереално висока цена од, ќе повторам, 33 милиони евра, иако самата власт знае дека вредноста на влогот во Мак Петрол е само 18 милиони евра. Што е толку ургентно за власта овој спорен закон, против чии решенија се изјаснил и државниот правобранител, да го протурка овдека во собранието на Република Македонија? Главниот режисер, како и за сите овие работи што се случуваат во Република Македонија, го нема. Го нема тука да дојде да ја образложи потребата од вакво насилно носење на шверцерски начин. Главниот режисер, ќе повторам, и претходно во мојата реплика го кажав, има име и презиме. Главниот режисер на оваа криминална спогодба е Зоран Заев. Колеги пратеници, премиерот Заев сака
и нас и вас да не вмеша во ваков криминал и во ваква матна сделка од 33 милиони евра, со тоа што сака да се сокрие за одлука или закон кој што треба да го донесе собранието. Ве повикувам при вашето гласање да се вразумите, да го ставиме сите заедно прстот на чело и да донесеме одлука со која што ќе се одважиме и ќе му отврдиме оваа одлука со која што се прави невиден криминал во Република Македонија. Благодарам.